Лайф кавар заедно со Илија Кекиритков на Угада FM. На новото издание на емисијата Live Cover, второ издание во 2014 година. Вечерва со мене имам драги гости, драги пријатели, кои веќе подолго време се договаравме да бидат гости во оваа емисија, но сепак конечно во средината на јануари, конечно овде во студиото на Угада FM, тоа се Јордан Пилатов и Александар Вукатов, членови инаку на популарниот штипски рок бенд Валкан Експрес. Добро вечер до двајцата. Добро вечер. Најпрво прашање до моите гости, како и секоја емисија, како ја засакавте музиката? Александар, еве ти како постар член од бендот Валкан Експрес имаш право да одговараш. Фала. Како засакаме музиката? Па како и сите досега што дали одговор оваа емисија, тоа е. Значи, фамилијата и првите контакти, влијанието на фамилијата секој пат е била на преден план. И од тука почнува се. Така да, од млади години, па пионерскиот дом, па музичка секција и така натаму. И така натаму. Јордан, ти? Па да, нешто слично. Мене може да ми биле многу влијателни оние седенки, нашите што ги правиле. Со тогаш прв пат слушнав нешто Терца, нешто јас не сум некои први музички појмови. Да, моите пеат, се собирале, пееле, свирале и така. Ти како дете покрај нив Да. си гледал и си абсорбирал доволно музика и така се родила љубовта кон музиката. Добро, значи вечерва ние се договоривме да обработуваме рок класици. Тоа се класични рок композиции кои се познати, некои потекнуваат и од пред 50 години, некои од пред 20 години, но сепак жанрот е рок, а ова се рок класици. И како што се договоривме, првата песна која што ќе ја изведете вечерва е една легендарна композиција од Битлси. Тоа е композицијата од 1968 година, која носи наслов Hey Jude. Може да ја слушнеме. Remember to let it run to your skin. Then you begin to make it better.
заедно со Илија Кекиритков. Токму така ја слушате емисијата Live Cover. Мои вечерашни гости се Јоце Пилатов и Александар Вукатов од бендот Валкан Експрес. Колку време постои Валкан Експрес? Јоце? 2008. Веќе Валкан Експрес под името Валкан Експрес од 2008. веќе 6-та година. Па да. Значи веќе 6-та година. Еве Аце ти како постар член и колку време значи свириш гитара и колку време членуваш во бендове? Гитара. Некој мал историјат за тебе. Првиот мој инструмент е хармоника, кој го напуштив во раното детство. И гитара почна да свира релативно касно, значи 92-а, сега некој ќе се смее релативно касно, 92-а. Значи сепак првите песни кои што ги имаш освирено се песни освирени на хармоника, Секако, значи. да. Па Да. тоа предпоставувам дека си народни ново создадени Да, песни. да. Ново создадени и староградски преца. Староградските песни така. После средна школа се заразивме со рок музиката, Со рок музиката. и го променивме инструментот. Ја промени значи од хармоника на гитара, а ти Да, свириш и- и бас исто така. Да, јас сум басист, гитарист сум. Уствари. Ствари така. Но сепак мултиинструменталист, свириш на повеќе инструменти. Па може да се каже, добро. И така, значи, некаде почеткот на средна школа, почнав да свирам гитара и така тргна целата работа. Првиот бенд со Владко Казаджиски и Кирил Калејски. Како беше името на Од бендот? 2000-та Комшибенд. Комшимент, комшимент. 2000-та 2001 година. Да се сеќавам, Комшимент имаше настапи на повеќе джем сешени во домот на младите. Токму така. Па, тоа беше единственото место, не Каде што можеше. немаше во тој период немаше во градот клубови кај што може да се практикува рок музиката, така да единствено останато место ни беше Дом на млади. Па ми се чини дека во средината на 2000-та, после 2000-та година почна во штип така клубски свирки, инаку пред тоа, значи претходните 20 години единственото место каде што имало рок свирки и рок журки е токму Домот на младите. Апсолутно. И токму Домот на младите е причина за потеклото на повеќе рок музичари од градот. Па јас за мене слободно може да кажам дека сум дете на Дом на млади и таму сме израснале музички. И не само таму ти, сме- туку и сите оние околу тебе, значи она генерација пред генерации, тебе и да, после тебе, да. сите што ги заразила, Пет, како да се искажам, рок музиката што ги заразила, сите проникнале во Домот Така на е. младите. Дом на млади ни обезбедил првите појачала, значи првата сцена кај што можеме да настапиме некој да не слушне. и- Важен дел од Апсолутно. културата во градот е Домот на Да не е младите. бил Дом на млади, не верувам дека до овај степен би биле Токму така. во музиката денес. Јас за мене лично зборам. Јоци ти, како започна со свирки? Со свирки, јас исто како Аца нешто хармоника, јас синтесайзер свирев. Значи не клавир, него синтесайзер, тоа во пионерски Меѓутоа сличен инструмент. осмолетки денови, после усредно некои акорди 3-4 на туги гитари. На туги гитари. Тоа е многу битен момент. На туги гитари, неколку акорди, оние ю, чорба, ова, Неизбежните. првите, да. Па, Можам да јас- кажам дека тие се неизбежни песни за секој оној кој учи да свири Јас сум и гитара. пораснат со тоа, јас не сум Токму слушал, така. немал дома некој кај мене да слуша Pink Floyd, Zeppelin, Beatles и така. Потоа, крајот на четврта година, значи средното сум бил 17 години, се запознав со Аце, Авокато и со твојот колега Ане Опашино Така. и заедно со Владко Казанджиски го формираме првиот бенд Кам Волант. Мислам дека беше крај на 2006. Односно 2006. почетокот на 2006, тоа е било 2005 нешто за Да, познавање. Токму во тој период ти почнаа оние клубски свирки во Штип. Да. Значи пред тоа немаше клубски Не, свирки во Джезарт Штип. клуб Така. беше виновен за Да. тоа. А јас не сум дете на Дом на млади, јас сум индиректно дете. Ти си дете на Джезарт клубот. Да, јас сум дете, да. Сепак после Домот на млади се роди Джезарт Да, клубот кој веќе за жал го нема, меѓутоа и Среќа. Джезарт клубот е причина Да, за раѓање на нови апсолутно, рок апсолутно. музичари во градот. Апсолутно, да. Токму така. Добро, значи ние да продолжиме со нашата денешна тема, тоа се рок класици. Следната песна која што ќе ја исполните е композиција од 1971 година. Тоа е композиција на легендарните Rolling Stones, која носи наслов Wild Horses.
bought them for you. Graceless baby, you know who I am. Though I can't let you slide through my hand. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I want you to suffer, and though I can't pain, now you decided to show me the same, with no sweeping accent, no roasted lines, make me feel better, or treat you unkind. Wild horses couldn't run me away. Wild horses couldn't drive me away. I know I'm dreaming you. I see many light. I had my freedom, but I don't have much time. Fate has been broken. The tears must be cried. Let's do some living, and after we die, wild horses couldn't drag me away. Wild horses will ride them someday. Wild horses can't drag me away. Wild horses will be riding someday. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM. Ја слушате емисијата Live Cover. Вечерва мои гости Јоце Пилатов и Аце Авукатов. Мои драги пријатели, музичари од Штип. Инаку, каква музика приватно слушате? Јоце, ти каква музика слушаш кога имаш слободно време? Ја нажалост од последните 5-6 години слушам само песни што се спремат за бендот. Сепак тоа е професионално, сепак тоа е професионално. Но онака за душа, за душа. Онака за душа
нешто, Pink Floyd, Grunge, значи генерално общо класици. Музика од 90-тите, почетоците на 90-тите. Да. Нешто ново, ако ми пуште некој дома да слушнам, иначе... Ти сам да пушташ тешко. Сепак, некој друга го пушта, окей. Како мајстор дома за фасади или за било шо, он има најгрозна фасада дома, да се ми граде. Секако, у колата немаш радио и тие некој... Стандардни работи. А ти? Исто, значи, освен оние песни кои ги подготвувате сепак за свирка. Многу малку слободно време за слушање музика. На жалост. Сепак слушањето музика и бара повеќе слободно време, тоа е факт. Да, рок музиката е она што е љубов од раната младост и обожавам и да слушам и джез музика. И джез музика. Да, обожавам, а се помалку време имам за тоа. Сепак ние вечерва обработуваме рок класици, а следниот класичен рок хит е оној. Сепак вие вечерва ќе свирите преработка на преработката. Песната се вика Cats in the Cradle, значи прв кој ја изведе оваа песна која ја напишал е Хери Чепин во далечната 1974 година, но вие сега ќе свирите темата од популарниот рок бенд Ugly Kid Joe, која направија кавер од оваа песна 18 години подоцна, во 1992 година, а вечерва во изведба на Јоци Јаце. Ја слушаме Cats in the Cradle. Bills to pay. He learned to walk while I was away. He was looking for a new and nasty road. He said, I'm gonna be like you. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. The little boy blue and the man on the moon. When you're coming home that I don't know where, we get together dance. You know we have a good time there. The other day, he begged space for the ball that come on, let's play. Can you teach me the road? I say, not today, I've got a lot to do. He said, that's okay. And you walk away when you smile. I'm gonna be like you, yeah. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We get together then. You know we have a good time then. Well, he came from the car just the other day. So much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his hand and he said with a smile, what I really like that, it's a part of the car key. See you later, can I have them please? And the cat's in the cradle and a silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We get together there. You know we have a good time there. Since the time my son moves away, I called the lounge just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said I'd like to dance if I can find the time. You see my new job's a hassle and the kids have the flu, but it's sure nice talking to you, yeah. It's been sure nice talking to you. And as I hang on the phone, it's a care to me. You grow up just like me, yeah. My bro was just like me. And the cat's in the cradle and a silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We get together there. You know we
you have a good time then. And the cats in the grill in a silver spoon, little boy blowing the mountain moon. When you got me home, so I don't know where we get together there. You'd only have a good time then. Лайв кавар заедно со Илија Кикиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM. Вечерва мои гости Јаце Вукатов и Јоце Пилатов. Обработуваме рок класици. Инаку, двајцата сте вие членови на бендот Валкан Експрес. Каде може да го слушнат фановите Валкан Експрес? Валкан Експрес. На кои места? Се поредко и поредко. Значи може овај викенд имаме свирка во Кавадарци, наредниот во Прилеп, во Пијаното, кај нашиот пријател Кони. Во Струмица свирите исто така. Во Струмица, ретко порано имаше може 2 неделно да свириме во 7-8 градови. Сега се стеснува тај круг. Сепак, дали знаеш која е причината за тоа? Можеби луѓето не сакаат толку да слушаат рок музика, дали губи на популарност? Турбофолко и немаштијата. Значи луѓето си седат дома, си тоа е едната причина секако. Си слушаат и тоа не се посетени свирки. Не се посетени свирки, така Дури бидејќи во некои градови можеш да видиш и цело време тие луѓе се. Значи толку е, толку може. сепак и ние балканците, не само во Македонија и на Балканот, менталитетот е таков и луѓето се поделени кога е во прашање жанрот на музиката. Значи има многу различни мислења за тоа што е квалитетно, што не е квалитетно вид на музика. Но еве како што кажа Јоце, се помалку свирки за рок музичарите. Апсолутно, се помалку свирки. Тоа е реалност. Тоа е реалноста, значи Желко си музичен квалитет, ето например. За денешнината. за денешнината можеби, да. Може има добра продукција и сите тема и тоа е. Сепак и тоа е еден од факторите, и самата продукција и позадината која е позади него. Значи маркетинг и сите тие работи кои влијаат на луѓето кои што слушаат музика. Денешно време колку е подобра продукцијата, толку е полоша музиката. Токму така. Меѓутоа, ние свириме песни кои што се пред 20, 30 и повеќе години. Заглавени моминат. Овде сме во студиото на Угода FM. Ни е убаво и вечерва ќе продолжиме со следната композиција, а тоа е тема од легендарните Guns N' Roses, една од нивните најдобри песни можам да кажам. Создадена во 1992 година, темата носи наслов November Rain. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. Oh yeah. But love is always coming, love is always going, and I'm really sure you're letting go today. Walking away. If we can take the time to let it on the line, I can rest my head just knowing that you are mine. Oh mine.
or I just stand out walking in a cold November rain. Do you need some time all alone? Do you need some time all alone? Everybody needs some time all alone. Don't you know you need some time all alone? I know the time to keep an open heart, and even the friends around to harm you. But if you can heal a broken heart, we'll be trying the right to charm you. Sometimes I need some time on my own. Sometimes I need some time all alone. Everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? Лайв кавар заедно со Илија Кикиритков. Ја слушате емисијата Live Cover, вечерашни мои гости Јоце Пилатов и Аце Вукатов. Инаку, тие се двајцата членови на бендот Vulcan Express. Имате ли планови за некоја студиска снимка, за некоја авторска песна? Конкретни планови не. Моментно, значи, нема планови за студиска песна. Не. Моментно се оди со кавер верзии и Расположение. и тоа е тоа, и добро расположение. Мора да е. Добро, ние вечерва сме расположени за кавер верзии од овие класични рок хитови. Следна тема која што ќе обработите, една песна создадена на почетокот на 90-тите години, поточно 91-та година, со создавањето на она алтернативна музика која што се создаде во Сиетл. Значи, потенцирам Сиетл како град кој создаде доста бендови и доста квалитетни музичари кои го сменија текот на рок музиката. До пред 90-тите години рок музиката имаше еден поинаков правец, а потоа со таа алтернативна музика сосема поинаков тек доби таа рок музика и се изродија многу бендови. Еден од тие бендови, ајде да не ги кажуваме сите, Soundgarden, Nirvana и така натаму, но еден од тие бендови е и бендот Pearl Jam со нивниот фронтмен Еди Ведер, а композицијата која што ќе ја обработите вечерва е можеби нивната најпопуларна Black.
everything. I know she gives me all that she was, and now my better hand, she's been getting out. The world was everything. All the pictures here, only washed in black, that you everything. Take a walk outside, surrounding by some kids to play. I can feel down there the road, so why do I stay? And twisted throat that spin around my head. I know she gives me all that she was, and now my better hand read the broken glass. The wall was everything. All the pictures here, only washed in black, tattoo everything. All the love you're there, turn my world to blame. Tattoo all I see, holding dying while with me. Yeah, I know someday you'll have a beautiful life. I know you'll be a star, somebody else's God. But why kidding me more? Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Дојдовме и до крајот на ово издание на Live Cover. Ќе слушнеме и последната тема за вечерва. Тоа е композицијата која носи наслов Time. Време. Ние време имаме уште 5 минути, колку што треба да се изведе оваа песна. Инаку ова е композиција создадена во 1973 година од легендарните Pink Floyd, кои што се уште постојат, иако се разделени, но сепак нивната музика останува вечна. И ми се чини дека ова песна е токму од нивниот можеби најпопуларен албум Dark Side of the Moon, создаден во 1973 година. Ајде да слушнеме како ќе звучи Time во изведба на Јоце Јаце.
And you run to catch up with somebody singing, racing around, coming behind you again. The sound is the same in a relative way, but you're older. Shoulder a breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, never seems to find a time. Plans that even catch the night, got about the screen the light. Hanging on that quiet desperation is the English way. The time is young, the song is over. Throw out something more to say. Home again. I like to be here when I can. And when I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Far away across the field, the turning on the iron bed. Though that faithful to them is to be the softly spoken magic spell. Тоа беше и последната песна која што изведува Јоси Јаце во ово издание на Live Cover. Слушајте го и репризнато издание кое започнува во сабота со почеток во 20 часот.